Денеска сме собрани во молитвениот дом, драги присутни. Ова е прва сабота во ова нова година и прв ден. Верувам дека сме благодарни на Бога за овој нов почеток што Бог ни го дава во нашиот живот. Токму денеска и темата носи наслов Нова година, нов почеток. Се има свој почеток и има и свој крај. Но кој е вечен? Ние како смртни луѓе имаме почеток и имаме свој крај, но Бог е вечен. Бог нема почеток, нема крај. Всушност, Бог е без минато и без иднина. Тоа е сегашност. Нашите животи полни се со почетоци, а секако има и завршетоци. И се што има, како што спомнавме, свој почеток има и свој крај. Уште една година почитување позади нас. Таа помина така брзо, 365 дена, што никогаш нема да се вратат. И ајде на почетокот од ова година и од ова наше служба, односно размислување, да се запрашаме што направивме од тие денови 365 што Господ ни ги даруваше во текот на минатата година. Што направивме со нашите животи? Што всушност направивме за нашиот вечен живот? Дали ова измината година, која веќе помина, еден ден ќе не тужи сите нас пред Божиот суд, затоа што можеби не сме ги направиле, не сме ги завршиле сите работи што Севишниот ги очекувал од нас? Дали добриот, милосрдниот Бог беше на прво место во нашите животи? Ако не било така, како ќе го тоа оправдаме? Еве, ние сме денеска на самиот почеток на една нова, милостива од Бога дадена година. Секоја нова година, знаеме, е нов почеток, нова инвестиција, можност да растеме и созреваме во верата и љубовта, во мудроста и во благодат. Новиот почеток е секогаш нов предизвик. Како двајца млади кога ќе се земат, ќе имат многу предизвици. Првин формираат семејство. Размислуваат каде ќе живеат, дали ќе купат стан, дали кај родителите, дали некоја соба ќе се адаптира. Имат почеток. Купуваат намештај, се оно што е потребно за кујна и се оно друго што е потребно за едно нормално семејство да живее. Нов почеток е, рековме, нов предизвик. Но, браќи и сестри, ниеден почеток не е лесен. Еве, замислите кога сте почнали да работите, кога шефот ви ги покажал сите основни работи што треба да ги работите, нова професија, или се селите во нов град, стекнувате нови пријатели, ново место на живење. Можеби кај нас тоа не е толку изразено, но на запад луѓето многу често се селат. Они не се врзуваат како ние за куќата кај што дедото, таткото живеели, сега и ти таму ќе го дочекаш твојот крај. На запад луѓето се многу пофлексибилни и се селат, но и ти имат своји нови почетоци. Се вели дека секој почеток е тежок, но се зависи од нас и нашиот однос кон реалноста што не обкружува. Ајде во ова нова година да решиме и да одлучиме да му дадеме централно место на Бога во нашиот живот. Се друго да биде на второ, на трето или тамо на некој друго место. Ајде да читаме на почетокот, почитувани во Евангелието според Јована, 1 глава. Јован, 1 глава, 12 стих, еве што запишал евангелистот Јован. И нека биде ова појдовна точка во ова наше денешно размислување, каква привилегија имаме ние. Овде пишува Јован во својата 1 глава, во 12 стих следниве зборови. 1 глава, 12 стих. А на сите кои го примија им даде власт да станат Божи деца на оние кои веруваат во Неговото име. Каква привилегија имаме, браќи и сестри? Сите станавме Божи деца. Сите овде вели тексту станавме Божи деца, еднакви со нашиот најголем брат, Богочовек. Тој еден друг превод вели, станавме Божи деца, еднакви со нашиот најголем брат, Богочовек. Дали е тој Богочовек во нашите срца бил во текот на минатите месеци, односно минатата година? Што значи да се прими Исус Христос? Тоа значи да се обидеме да тој постојано, секојдневно живее со нас и во нас во текот на целиот наш живот.
Според Евангелието тоа значи да ја твориме неговата волја. Да направиме се што можеме за да го примиме и славиме нашиот Бог. Новата година е година на нов почеток. Дали знаете како дошло до прославување на новата година? Во западниот свет, значи на запад, а се доаѓа од запад очигледно, и новата година дошла од запад. Значи, прославата на новата година, како и другите христијански празници, започнале уште пред да се создаде или пред да биде основана црквата. Значи, пред да се појави Христовата црква, веќе луѓето имале своји празници, своји обичаи. Римјаните првично го славеле почетокот на новата година на 1. март, а не на 1. јануари. Значи, првата нова година била на 1. како што спомнавме, март. Основач на празнувањето на почетокот на новата година на самиот 1. јануари е Јулије Цезар, во чест на Јанус, божество кој имало две лица. Со едното лице гледало во старата година, а со другото лице на почетокот на новата година. И затоа, Јулије Цезар се смета како основач на оној кој од него потекнало да се слави 1. јануари, а не 1. март. Ова е време кога особено размислуваме, браќи и сестри, драги пријатели, за нови почетоци. Јас, например, сум морал и ние како семејство да правиме многу почетоци. Сме се селеле многу пати. И секоја селитба е нов почеток. Не е лесно да се селиш. Не само што стварите, работите, треба да ги спакуваш, меѓутоа создаваш нови пријатели, нови луѓе, нови познанства. Со некој што си имал контакт често, сега малце подалечен си. Едноставно и уопшто во животот верувам дека и вие сте имале многу нови почетоци. Често пати тие почетоци ги поврзуваме и со други животни настани, како например младите влегуваат во брак. Тој е нов почеток, ново работно место, нов град на живење. Например, сезоните со така се место и време за нови почетоци. Кое сме годишно време сега? Пред неколку денови почнавме со зимата, така? Потоа, после зимата доаѓа пролета. Нова надеж, нова инвестиција. Секој почеток е нова надеж, нова инвестиција, нова можност за растење, за промени. Токму тоа треба да биде и фокус сега кога навлегуваме и навлеговме во новата година. Ако нема промена, тогаш зошто да почнуваме еден нов почеток? Значи, почетокот, односно промената, треба да биде со новиот почеток. Ако не донесеме одлука дека ќе се смениме, не вреди да правиме нови почетоци. Сите сакаме да напредуваме и да се развиваме. Па токму, денеска ќе размислуваме за тие нови почетоци. Не можеме ние постојано да се враќаме назад и да ја припишуваме историјата. Тоа е минато. Тоа е поминато. Ова година што помина, никогаш повеќе нема да се врати во нашиот живот. Но можеме да донесеме нови одлуки за една поинаква иднина. Како што рекол Карл Барт, иако никој не може да се врати на почетокот, секој може да започне сега и да создаде сосема нов крај. Значи, ланскиот почеток не се враќа, но можеме денеска да направиме нов почеток со еден убав, среќен крај. Еве сега ќе ви спомнам библиски 6 предлози за нови почетоци. Ги знаете овие настани, но само ќе се подсетиме. Некои поглавја во животот завршиле, но се отварат нови. Прво, нов почеток создавањето. Прва Мојсеева, 1 глава од 1 до 31. Може тоа дома да ги читаме тие текстови, но само да се подсетиме. Што се случило во првата глава? Кој е тој нов почеток? Каква била земјата? Што е ли првиот текст? Пуста, земјата беше без облик, пуста и празна. Темнината се простираше над бездната, а Божиот дух се движеше над водата. Овој нов почеток кој ги надминува сите други почетоци. Земјата, вели текстот, била пуста и празна. Па требало да се обликува, требало да се направи нешто специјално, услови специјални за живот на првата двојка. Ова е сршта на новиот почеток што Бог сака и за нас да го вметне. Тој сака да ни помогне, браќи и сестри, и да не води да бидеме она што тој првично сакал да бидеме. Да создаде убаво место кај што ќе живееме. И зато го создал овде, вели, во 2 глава, рајот. Прекрасно место за еден нов почеток на Адам и Ева. Но, на жалост, знаеме
što направиле со тој почеток. Имале прекрасен почеток, а каков крај? Не е баш така славен крај. Второ, нов почеток 2. Потопот и ковчегот на Ное. Ако читаме сега прва Мојсеева, 8 глава, веќе потопот е тука, водата е излиена, се е потопено, се е уништено и колку луѓе останале во живот? 8 мина. Бог сега и вели на Ное, отворија вратата и ти давам време за нов почеток. Мислам вратата на бродот. 8 глава, вака вели 15 стих. Ке го читам и 14-тиот. А во вториот месец, во 17-тиот ден на месецот, земјата беше сува. Потопот траял 1 година и неколку денови. Комплетно, од кога влегле и кога излегле. Со сите тие денови, кога врнело дожд, кога се повликувала земјата, и вели текстот, Мојси го гледа тоа во видение и ја гледа земјата сува. А Бог му вели, тогаш Бог му рече на Ное, излези од бродот ти, твојата жена, твоите синови и твоите снаи со тебе. Извади ги со себе сите живи суштества, сите созданија што се со тебе. Птици, сега да не читам понатаму. И за птиците, и за животните, и за луѓето, ова било еден нов почеток, браќи и сестри. Ова е вообичајно било, ние велиме, рестартирање. Знаете, компјутерот кој ќе заглави, што велат овие техничарите? Рестартирај го мобилниот. Обнови го, да се врати на почетните позиции. Бог ја рестартирал овде земјата. Целиот свет станал злобен и ненормално место за живење. Бог морал да погледне, како што вели текстот, и видел дека човечките суштества смислуваат само зло. И така тој морал да ја очисти земјата, да ја измие. Со што ја измил? Со вода. Бидејќи во спротивно одамна ќе исчезнеш овој свет. Потопот и спасувањето, почитување на овие 8 лица во бродот на Ное било само еден нов почеток и потреба за еден нов почеток. За жал, многумина, на жалост, не успееле. Бог им дал прилика, ако читате во 6 глава, во 7 и 8, прилика на сите луѓе да направат нов почеток. Бродот не бил предвиден за животни, бил предвиден за луѓе. Но на жалост луѓето не сакале нов почеток. Им било подобро да живеат во тие почетоци нивни грешни. Бог сакал да им даде прилика за еден нов почеток, да ги спаси. Иако Бог знаел дека нема да влезат луѓето внатре. Бог се знае однапред. Но сепак им дава прилика. И знаеме што се случило. Нов почеток број 3. Таткото на верата Аврам. И сега може само да си припомнеме, да прочитам прва Мојсеева 12 глава. Од 1 до 3 стих вели, Господ му рече на Аврама, излези од својата земја. Излези, тој нов почеток за Аврам. Од родното место и од татковиот дом. И оди во земјата што ќе ти ја покажам. Ќе направам голем народ од тебе. Ќе те благословам и ќе го прославам твоето име и самиот ќе бидеш благослов. И сега ако читате 17 глава од 1 до 8, повторно овде Бог му дава на Аврама нов почеток. Аврам е татко на евреите, ќе мора да се обрезе и да им покаже пример на останатите евреи. Аврам имаше 90 години. Знаеме дека немал деца. Но овде Господ му вели, јас сум Господ, јас сум Ел Шадај, семоќен Бог, оди по мојот пат и биди непорочен. Бог му дава прилика за нов почеток на Аврама. Аврам имал неколку почетоци, паѓал во верата. Ги знаеме неговите престапи. И секој престап и секоја прилика Бог му ја припишува како нов почеток на Аврама. Можеме ли ние денеска да се изедначиме, да се идентификуваме со Аврама, кој ги подготвува своите работи, ги пакира, може би тука куферите, се што имал, се што можел да спакува и го напушта домот и патува во далечна земја. Тоа било, браќи и сестри, навистина епско патување, кое го однело ни светот далеко од местото каде што пораснал. Тоа е прекрасен пример за еден нов почеток, да се оди сосема на друго место, во друга позиција, со други луѓе, и да започне одново. Но преку ова ново искуство Аврам многу подобро ќе го запознае Бога. И станал татко, како овде што вели текстот, на многу народи. Нов почеток број 4.
Тоа е излез или излегувањето на израелците. 2 Мојсеева, 3 глава, 7 до 14. Да не читам, ги знаете тие текстови. На израелците секако им било потребно еден нов почеток. Тие веќе не можеле повеќе да опстанат во Египет. Постоела опасност да се асимилираат. Иако биле околу 2 милиона се удржувале бројчано, но сепак постоела опасност да се асимилираат, да се изедначат, зашто се нови генерации јавувале. Мислам се раѓале. И сега Бог и вели, јас оно што го ветов на вашите татковци ќе го исполнам. А ти, Мојсей, мобилизирај го народот. Кажи им што да прават. Нека се приготват. И тие 10 зла веќе се позади нив. Фараон попуштил, кога го видел детето мртво, не можел повеќе да издржи. Срцето само што не му пукнало. Напуштајќи го Египет и оставајќи го своето паганство зад себе, евреите започнале еден нов почеток, патувајќи кон ветената земја. Се било веднаш поинакво. Имале шанси да започнат нов однос со Бога. Нов однос, да ги гледат чудата, како ќе паѓа мана секој утро, како Бог им дава вода, како Бог им дава храна, како Бог ги штити од жешкото пустинско сонце, како нивните алишта нема да се искинат. Чуда за чуда имале. На крај стигнале во ветената земја, каде се соочиле со низа нови почетоци. Побарале да имат цар, нов почеток на нивното општествено уредување. Бог рекол ќе биде теократија, јас ќе управам преку пророците, преку судиите, преку мои луѓе. Не, Боже, сакаме да бидеме монархија, да бидеме слични како они останатите народи. Бог им вели добро, меѓутоа ќе плаќате данок, вашите синови ќе одат во војска, ќе имате обврски. Секој нов почеток бил почеток на предизвик, но на жалост понекогаш тие почетоци биле на нивна лоша корист кога би се тоа случило, односно кога тие донеле почетоци, одлуки за нови почетоци без Бога, имале проблеми во извршување на тие одлуки кои ги донеле. 6. Нов почеток. Ефесијаните, односно 5. Нов почеток Исус Христос. Ајде да читаме за Исуса, кој бил тој негов нов почеток? Што Исус направил за нас? Може да читаме Јован 10.10, но еве ќе прочитам јас 1 Петрова, 1 глава, 3 стих, вака вели овде апостол Петар. Во првото послание, значи до апостол Петар, читаме 1 глава, 3 стих. Благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост, преку воскресението на Исуса Христа од мртвите, не роди одново за жива надеж. Христос е нов почеток, браќа и сестри, за сите нас. Ако Христос не умрел, ако Христос не воскреснал, како што вели Павле на друго место, суетен е нашиот живот, празен е нашиот живот. Исус вели дека дошол да донесе живот во изобилство, Јован 10.10. Што мислите за овој нов почеток? Ние сме повторно родени, како што вели пророкот, односно апостол Павле, за жива надеж. И затоа имаме живот полн со надеж. Имаме доверба во Исуса Христа за овој наш денешен нов почеток. А Павле во 2 Коринтјаните 5.17 вака вели: ако некој е во Христа, тој е ново создание. Старото го нема, новото е тука. Старото помина, 2021 помина. Сега е пред нас нова година. И затоа ајде, браќа и сестри, драги пријатели, и сите вие кои не пратите и гледате, да донесеме одлука да ова нова година биде еден нов исчекор, еден нов почеток, но да се менуваме во многу работи што не биле според Божјата волја. И број 6, нов почеток, Ефесијаните, 5 глава, читам од 15 до 17 стих. Еве што запишал апостол Павле, 5 глава, Ефесијаните од 15 стих. 5 глава, 15 до 17. И така внимавајте грижливо како живеете. Не како немудри, туку како мудри. Искупувајте го времето, зашто дните се зли. Затоа не бидете неразумни, туку разберете што е Господова волја. Паки сестри, драги присутни, Бог ни дава прилика конечно да доживееме еден нов почеток и ова година. Многу ја немале таа прилика.
Многу наши мили и драги заспале во Господа. Тие веќе немаат прилика за нов почеток. Денеска почина уште еден наш брат. Тој ги затвори своите очи и замина во мирување. Нема да биде секако на ист начин кога Исус ќе дојде и тој нов почеток ќе биде најдобар почеток. Кога Христос ќе дојде, сите наши мили и драги кои денеска ги нема, ќе ни се вратат. И заедно, Павле вели, со нас живите, ќе бидеме преобразени и ќе почнеме еден нов почеток кој ќе нема крај. Тоа ќе биде во вечноста. Но дека живееме нова земја, ние ќе правиме нови почетоци. Но нека бидат тие почетоци нови, подобри од претходните, подобри и така да се усовршуваме во нашиот карактер, односно во нашиот живот. Мораме да носиме разни одлуки, да доживееме и да живееме поинаку. Павле вели, еве, истиот текст со друг превод вака вели, внимателно гледајте како живеете, не како будали. Малце тој збор е потежок, но Павле така, овој превод е така напишан. Не како будали, туку како мудри. Искористите го времето, бидејќи овие денови се зли. Затоа не бидете безумни, туку пазите ја волјата Господова. Оној од приказката што му родила нивата, како е наречен во Новиот Завет? Безумен. Он бил умен како фармер да направи план, да ја посее сета нива и родило житото, ама бил безумен кога е во односот со Бога. Не го оставил Бога на прво место. И затоа овде вели Павле, зато не бидете безумни, туку пазите, внимавајте на волјата Господова. Со други зборови, внимавајте на вашиот нов христијански живот. Бидете внимателни, размислувајте за се, молете се на Бога за мудрост во одлучувањето и пред се, искористите ја на најдобар начин, секоја можност што ви ја дава новиот почеток. Нов почеток, нова привилегија, нова инвестиција, нова шанса. И сега, ако сакаме да го извлечеме најдоброто од иднината, треба да го разбереме ова. Еве ќе спомнам сега 7 точки. Прво, Бог не создал според неговиот лик и затоа треба да се сметаме себе си за вредни. Немој да се сметаме, како што во поуката читавме, на луѓе во моменти како Илија што паднал во малодушност, во разочарување. Бог не создал според неговиот лик. Каква е тоа привилегија? Ние сме слични на Бога. Иако денеска, можеби, нашето здравје е унакажено, нашето тело од страна на гревот, но сепак ние во нашите гени носиме Божи ДНК, во смисол дека ние сме Божи синови и керки. Второ, Бог постојано се обидува да не врати кај себе и ветил дека ќе ни ги спаси животите. Во Матеј 28 глава пише во последните текстови, и јас сум со вас до крајот на векот. Вашиот век, мојот век. Бог е постојано до крајот со нас. Трето, Бог сака да прави големи работи преку нас. Дали ќе му дозволиме или не, зависи од нас. Ние имаме слободна волја. Четврто, Бог ќе не обликува и ќе не користи како своји алатки за да му донесеме спасение на својот народ. И затоа да му дозволиме да ова нова година бидеме алатки во рацете на Бога. Бог нема да не злоупотреби, бидете сигурни. Ќе направи најдобро што е за нас. И преку нас, и ќе гледаме радост, како сме ние биле тие спроводници или мостови да многу луѓе го запознат Исуса Христа. Број 6. Број 5. Бог е подготвен да не прифати такви какви што сме. Откако искрено ќе се покаеме и ќе ги признаеме своите греви. Тоа е рестарт, еден нов почеток. Нов почеток. Бог ќе не прифати такви какви што сме. Но ако искрено дојдеме и му кажеме, Боже, не бев добар, имав слабости, те молам, помогни ми да се поправам. Број 6. Бог ќе го одржи своето ветување, дека ќе не однесе во ветената земја. Како што Бог во Библијата го исполнил своето ветување, старо илјадници години, кој било дадено на патриарсите, на Аврама, на Јакова и останатите. Меѓутоа, еве, после толку 400 и кусур години, Бог го исполнува ветувањето што го дал. И седмо, каде да сме, Бог ќе ни искористи за да ги врати луѓето кај себе, но само ако се согласиме со тоа.
Значи, кај да сме? Каде да го правиме тој нов почеток? Бог и таму ќе биде со нас и сака да ги врати луѓето кај себе. Свативме, почитувани, дека во животот старото завршува, а новото почнува. Римскиот писател Сенека еве што забележал. Секој нов почеток е крај на друг почеток. Секој нов почеток е крај на друг почеток. Ова е резиме на нашите животи. И додека бараме прилика за нов почеток, почитувани, ние бараме од Бога да биде тој нов почеток. Исус вели, односно тоа го запишал Јован во 21 глава, 5 стих во Откровение, ете, јас создавам се ново. Старото помина, да не се враќаме назад. Тоа е веќе мртво, тоа е, не може да го повратиш. Ајде и ние да бидеме тие кои ќе почнеме ново, нови одлуки. Да не се гледаме себе си во гледало, дека сме грди, дека не чиниме, дека не сме добри, дека не сме лични. Дали се сеќавате на приказната за грдото пајче? Еве сега ќе ви ја раскажам. Интересна приказна, јас не ја знаев целосно. Сум слушал за грдото пајче, но отидов на интернет, ја најдов и еве сега ќе ја пренесам. На еден селски имот, патка лежала во гнездо во кое имало 6 јајца. Познато ни е тоа, ние кои сме од село, и вие знаете, кокошка лежи, или овде е во прашање, патка лежи на 6 јајца. Еден ден од 5 јајца излегле 5 убави пајчиња. А подоста неколку минути се распукало и 6-то јајце, од кој се појавило многу грдо пајче. И го нарекле грдото пајче. Подосна патката, мајката, ги однела сите своји деца, односно пајчиња, ги однела кај старата патка, која имала авторитет, и сите се покажувале кај неа или пред неа. Значи, во дворот на фармата да ги запозне со старата патка, која уживала посебен углед меѓу птиците. Таму старата патка и сите други птици ги пофалиле 5 патчиња, но за последното рекле дека е многу грдо. Значи, тој како мало бебенце, доаѓат бабите, дедовците, неле роднини, да го видат бебенцето сега. Замислете сега, ова мајка патка ги носи патчињата кај старата патка, таа да го каже последниот збор. Таму старата патка, како што реков, и другите птици ги пофалиле 5 патчиња, но за 6-то рекле дека е многу грдо. И од тогаш сите животни во фармата се однесувале малце така лошо кон ова 6-то патче, кон грдото патче, вклучувајќи ги неговите браќа и сестри. Значи, неговите браќа и сестри се однесувале лошо кон 6-то, кон грдото пајче. Бидејќи повеќе не можел да го поднесе тоа злоставување, една ноќ грдото патче побегнало од фармата и стигнало во блиското мучуриште, каде запознало диви патки. И додека се дружило со тие диви патки, слушнало истрели и двете патки кои биле поред него, тие диви патки, паднале мртви. Ловџиите ги убиле. Всушност, грдото патче се нашло во екот на ловот на диви патки. Исплашено, тоа покрило главата со крилјата, а тогаш нему му се приближило ловечкото куче, само го помирисало и си заминало. Си спасило, значи се сокрило тамо во грмушките и кучето доаѓа, го помирисало ловечкото и кучето си заминало. По некое време, тоа стигнало до една сиромашна куќа во која живеела старица со кокошка и со мачор. Некое време, патчето живеело во куќата, а мачорот и кокошката го прекорувале затоа што не знаело да несе јајца и да преде. Ете, мачката преде, така. Од друга страна, водено од стремежот да плива во водата, еден ден тоа патче ја напушта куќата и отишло во блиската река. Но дошла есента. Тоа догледало лебеди и било воодушевено од нивната убавина. Меѓутоа набрзо дошла и зимата. И еден ден
додека било таму во водата, грдото патче замрзнало во водата. Во таква безсвесна состојба го пронашол некој селанец, кој го однел дома и таму го повратил во живот. Меѓутоа, децата од тој човек кој го пронашол патчето, посакале да си поиграт со патчето, но тоа се толку исплашило што направило неред во собата и преку прозорецот избегнало надвор. По некој време дошла пролета и нему му се повратила силата, па еден ден летнало во убавата градина. Таму го здогледале 3 лебеди. А кога се погледнало во водата, забележало дека и тој убав, млад лебед. Него веднаш го забележале другите лебеди и децата кои се воодушевиле на неговата убавина. И сега овде поука за нас. Не е лошо да се родиш покрај бара заедно со патките, ако се извел од јајце на лебед. Ја разбравте ли пораката? Не е лошо да се родиш таму меѓу патките, но ти си лебед, ти не си патка, односно шатка, како во некој подрече го викат. Таа трансформација започнала од нула и доживело нов почеток за ова патче, кој било наречено грдото патче. Драги сестри, драги пријатели, ќе бидам слободен, ќе кажам дека сите ние сме грди патки, но Бог може да не промени и да му даде нов почеток на секој од нас. Сите ние сме грди, зашто гревот не уништува. Зашто гревот не уништува постојно секојдневно. И затоа да се поучиме од ова грдо патче, кое не се помирувало да остане такво. Се видело, пораснало во водата дека и тој убав лебед, дека и тоа вреди. Размислите за гасениците. Знаете како гасениците се создаваат и што се создава од нив? Што? Од рептили кои се трансформираат во прекрасни пеперутки. Тие доживуваат сосема нов почеток. На ист начин можеме, драги присутни, и ние да отфрлиме кожата на гасеницата и по Божја милост да добиеме еден нов почеток, токму сега, денеска, кога е 1 јануари, да доживееме искуство со Бога, кој може да започне сега и да трае цел живот, цела вечност. Ајде се сетиме на брзина на неколку луѓе од Библијата, на кои им било дадено втора шанса. Им било дадено прилика за нов почеток. Ги знаете тие личности. Матеј, даночникот. Бог му дал нова прилика, нов почеток. Марија Магдалена со лошо реноме. Савле, прогонител на христијаните, кој подошно станува Павле. Ги гонил христијаните Савле, но Бог му го менува не само името, туку и карактерот. И Савле ќе стане еден од најплодоносните писатели на Библијата. Тој ќе го напише скоро половина од Новиот Завет. Тој ќе биде наречен, иако не е евангелист во склоп на оние 12 апостоли, ќе се нарече недоносце, како недостоен да влезе во групата на тие 12 апостоли, иако е најак од сите апостоли кои биле со Исуса. Во Евреите 11 глава наоѓаме повеќе информации за луѓе кои биле потикнати на нов почеток со Бога и кои покрај нивната природа доживеле нов почеток во сопствениот живот. Ајде размислиме за себе. Колку сакаме и посакуваме да ова нова година биде поразличита од другата. Не мислам на економски план, не мислам на здравствен план. Сите сакаме да овој вирус што постојано не бомбардира, да не се спомнува повеќе. Зашто ги усакатува нашите животи. Но како и да е, колку сакаме да ги оставиме сите минати проблеми позади себе и да започнеме одново. Колку тешко сакаме да го притиснеме копчето, да се вратиме на почетокот и да доживееме нов почеток со Бога кој не сака. Сега е ова возможно со Бога, кој е подготвен да не излечи, кој е подготвен да стави црвена линија и да го избрише минатото и повеќе да не го спомнува, да го фрли, како што вели пророкот, таму во длабините, во длабочините морски. Да не пресоздаде според неговиот ли, кој сака да се вратиме кај него и да почнеме повторно со него, како што тој работи во тебе и те претвара во личност што може да бидеш. Без оглед на големите можности, почитувани кои се
секојаш тука пред нас, Бог сака да станеме слични на Него и да бидеме подготвени за сета вечност. Затоа, во ова време кога старата година замина, а новата што туку започна, да искористиме можноста да се вратиме кај Бога повторно. Божјата врата е постојно отворена. Тој никош не става надпис затворено се враќам во толку и во толку часот. Да искористиме можноста да се вратиме кај Бога. Они што ги затворија своите очи во текот на минатата година повеќе немаат можност да се вратат. Што е направено? Направено. Јован вели во Откровение, делата нивни одат по нив. Што сторили кога човекот ги затвара своите очи. Нов почеток, нова прилика, нова шанса. Тейлор Свит вака напишал: ова е нова година, нов почеток, работите ќе се променат. Тоа е клучот во вербата дека се ќе се промени. Надеж е таа која последна умира. Ако немаме надеж, не би живееле. Но веруваме дека ќе се промени на добро. Иако знаеме според пророштва дека ќе дојдат тешки денови, за кои пишува и Давид, ќе каже дека не ми се милеат, се мисли на староста наша, бидејќи сите ние кои сме се родили одиме и кон староста, одиме кон завршетокот. Со Бога тоа може да биде вистинска промена, нов почеток, подобро отколку што можеме да замислиме. Дали го сакате тоа, почитувани? Да започнеме одново со Исуса. Што било, да го оставиме назад. Да не одиме да припишуваме делови од стариот живот, од старата година. Да почнеме нов лист, бел лист, со нови податоци, со нови активности, со нови одлуки, но да ги оствариме со Божја помош. Нека мој слава на нашиот Спасител Исус Христос, што ни дава прилика за нов почеток. Амин.